Сепак ќе го задржам нивото малку на ова Европска комисија, ако може така да се нарече. И како што е редот, ќе се повикам на членот Деловник, кој што апсолутно нема никаква важност тука. Значи, барам процедурално да забележам по однос на членот 120, став 2, кој што вели: седница на работно тело свикува председателот на работното тело. Председателот свикува седница и ако тоа го побара председателот на собрание или најмалку 1/3 од членовите на телото, кои треба да достават материјал за прашањето што предлагаат да се стави на дневен ред. Председателот на работното тело, став 4, им ги доставува на членовите на работното тело по правило 5 дена материјалите 5 дена пред денот на одржување на седница. Мојот координатор убаво кажа овде, заради македонската јавност, бидејќи очигледно на никој друг не му е битно ни да добие материјал за оваа седница, ни за што се работи, ни за колкава сума на пари, ни за каква проневера, но еве за старт, само процедурално забележам дека овде апсолутно не се почитува Деловник и можеби воопшто веќе нема потреба при наши процедурални забелешки, можеби некоја новина ќе измисли ова владеачко мнозинство, наместо процедурални забелешки да имаме, не знам, некој бош муабет и така се водат. Еве гледате како започна ова Европска комисија. Господинот председател, иако знам дека добро говори англиски, ќе го запрашам со едно многу познато латинско прашање од 16 век. Замислете, а денес сме 21 век. Quo vadis domine? Или where are you marching? Вие знаете англиски подобро. Каде брзате, господине Арбер Адеми? Дали на ова сте принудени? Која е вашата присила да го правите, господине Арбер Адеми? Имате ли малку дигнитет? Сте ги прашале ли вашите граѓани каде одите, каде брзате? Знае ли македонската јавност дека сите 8 точки на оваа денешна на брзина свикана седница на Комисија за работни односи апсолутно немаат врска со европско законодавство? Еве за пример, само за пример, а сите предлог закони се како овој што ќе ви го прочитам. Законот за измена и дополна на Закон за работни односи, подпишан не од министерката, туку од заменик министерот. Секоја чест, господине заменик министер, на вашата храброст за овој ваш подпис, кој што очигледно многу ќе ве. Значи, на крајот на овој предлог на закон стои изјава за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија со кореспондентна табела. По оваа табела, почитувана македонска јавност, е составена од 5 поглавја, кои 5 поглавја се апсолутно празни, освен што се пополнети полињата за назив на прописот и за предлагачот. ЕПП број празно. Број и назив на поглавје од право на ЕУ согласно национална програма за усвојување на право на ЕУ празно. Одредба од спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот празно. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од спогодбата? Има опција да или не, ниту да, ниту не. Празно. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на спогодбата празно или коса црта. Коса црта, колеги мои, како што направивте коса црта да бидеме, односно да бидете вие. За тоа сте согласни, за тоа ли е оваа Европска комисија, за тоа ли е оваа ваша власт, за тоа ли овдека се наоѓате во ова собрание и протнувате вакви закони кои што немаат врска со европско законодавство? Очигледно затоа сте со главите наведнати и немате што да кажете, и очекувам дека нема да имате што да кажете по ниту еден предлог на закон, затоа што немате ниту материјал видено, затоа што дел од вас беа потписници на истите овие предлог на закони минатата седница, ве натераа да ги потпишете, па ве натераа да ги повлечете, но вие очигледно одите со главата во зид. Европска комисија ви кажа дека ова вака не оди, дека ова не е европска регулатива, дека ова не се европски вредности. За какви европски фронтови и вредности говориме, колеги од владеачко мнозинство? Празна кореспондентна табела од прво до последно. Само првите 2 полиња, име на предлагач Министерство за труд и социјална политика и назив на прописот, и на крајот
подпис од заменик министерот за труд и социјална политика, кога еве за пример го зедов законот за измена и дополна на законот за работни односи. Треба ли нешто повеќе овде да се каже? Како не ви е срам? Немам друго прашање, како не ви е срам? Кои гласачи ќе ги погледнете, дали во вашиот дом имате образ да свртите, да погледнете, да кажете што сте сработиле, што сте подпишале, што ќе гласате, на што сте се согласиле? Па имате ли малку морал, доблест, барем за ова да излезете овде на оваа говорница и да кажете за што се работи? Кажите, излезите. Ве молам да објасните, не за опозицијата, за македонската јавност, да кажете за што се работи тука. Зарем после 18 часот завршена пленарна седница со едва и усвоен дневен ред, за во 18:45 сега да не свикувате, да заседаваме, ние да беседиме, вие да молчите и да не кажете ниту еден збор за овој криминал. Криминал кој што ќе се плаќа со пари на граѓаните на Република Македонија. Не се работи за заем, не се работи за спонзорство, вие не ја брукате само Македонија, ја брукате Европска заедница, ја брукате и еминентната американска фирма. До каде е вашиот лимит, прашав на пленарна седница, ве прашувам и сега. Имате ли малку морал и доблест за ова да го прекинате? Еден барем од вас да каже дека ова не е во ред, дека со ова не се согласувате. Не е доволно само некој да гласа против. Туку требаше да напушти сала ова да не помине, ова не смее да помине. За ова некој ќе одговара. Дали сте свесни? Дали сте свесни дека нашиот мандат, вашиот мандат има рок на траење? Завршува, кога и да е ќе заврши. Што ќе правите после тоа? Мислите ли дека Артан Груби и Димитар Ковачевски ќе застанат позади вас? Не, во судница сами ве примаат или со адвокатот. Дали сте свесни што правите? Кршите устав, закони и европско законодавство. Брукате се живо. Се живо. За кој европски пат да говориме, за која Европска унија да говориме? Ве молам, благодарам председателе, но ова нималку не е Европска комисија. Благодарение на вас. Ви благодарам.